Драги ученици, и денес ќе се навратиме на храната, како тема за која треба нешто повеќе да научиме, бидејќи начинот на исхрана треба да биде култура која треба секојдневно да ја градиме и негуваме. Исхраната е еден од условите за живот на секое живо суштество и затоа има огромна важност и големо значење во нашиот живот. Овие денови, кога сме сите дома и кога имаме многу слободно време, а храната ни е лесно достапна, повеќето од нас посегнуваме по залак повеќе, што може би ако сме на училиште или надвор од домот и не би го конзумирале. Ако ова е негативната страна на оваа ситуација, позитивната ќе биде што можеме да посветиме повеќе внимание на нашата исхрана и да направиме лично истражување за тоа како се храниме и што внесуваме во своето тело. Храната можеме да ја поделиме во 4 групи и тоа: јагле, хидрати, како што се оризот, лебот и кои брзо даваат енергија на организмот; протеините, како што се месото, рибата и оревите, кои ни помагаат да растеме; мастите, како што е путерот и маслото, кои ни ја складираат енергијата и прават да ни биде топло; и витамините и минералите од овошјата и зеленчуците, кои ни помагаат да бидеме здрави. За да можеме да растеме и да се движиме и секако да работиме, да учиме, спортуваме, треба да јадеме по нешто од секоја од горе наведените групи. Со цел да истражиме како се храниме, во прилог на нашата страница ви е поставен работен лист со табела, која треба да ја испечатите или прецртате, да ја поставите на достапно место и секогаш кога ќе земете нешто да јадете, истото да го запишете во табелата. На крајот од денот, разгледајте од која група храна што сте конзумирале, од која група најмногу или од која најмалку. Погледнете колку е застапена групата со овошје и зеленчук во вашата исхрана и обидете се да го зголемите внесот на намирниците од оваа група. Потрудете се со овој предизвик да го исполнувате секој ден, вклучувајќи ја и следната седмица. Така ќе направиме преглед на нашите навики во исхраната за подолг период. А сега предизвикот за денес. Земете повеќе готови, фабрички пакувани производи што ги имате дома. Пијалоци, тестенини, готови или полуготови јадења. Ставете ги на едно место, земете еден сат, лажица и шејкер. Погледнете ги етикетите на производите, прочитајте ја количината на шеќер која ја содржат тие, дадена е во грамови или во број на лажици. Во садот ставајте толку шеќер колку што пишува на етикетата од секој производ. На крајот, ако имате можност, измерете го шеќерот во садот и запишете ја количината што сте ја добиле. Можеби ќе се изненадите колку скриени шеќери внесуваме во нашето тело, а не сме ни свесни за тоа. Пронајдете го производот со најмногу и производот со најмалку скриени шеќери. Сликајте постапно како што работите, а потоа сликите испратете ни ги за да ги објавиме на страната од нашата училница. Тоа ќе ни помогне на сите да согледаме како се храниме и дали нашиот начин на исхрана е здрав или треба нешто да промениме. Но здравиот начин на исхрана не го вклучува само квалитетот на храната која ја јадеме. Внимавајте да не се прејадувате. Не заборавајте долго да го изџвакате секој залак пред да го голтнете, а после тоа секако да ги измиете забите. Нестрпливо ги очекуваме резултатите од вашето истражување. Ви благодариме што не следевте.